Децата на Доналд Трамп го представија Трамп телефон, мобилен уред во златна боја со лозинка Мака Америка повторно голема, што е очигледна алузија на политичкиот слоган на поранешниот председател на САД. Телефонот се продава по цена од $199, а на веб страницата се промовира како првиот патриотски телефон во светот. Сепак, според порталот Gizmodo, уредот има сомнителни спецификации. Наместо да биде американски производ, како што се тврди, телефонот е всушност преправен модел од кинескиот бренд Unihertz, кој вообичаено се продава за речиси двојно пониска цена. Корисниците веднаш забележаа недоследности во техничките детали. Иако уредот нуди пристап до апликации како True Social и Rumble, кои се популарни меѓу конзервативните корисници, експертите предупредуваат дека станува збор за маркетинг трик без реална технолошка иновација. Според нив, целта е прибирање пари преку лојалната база на поддржувачи на Трамп. Покрај сомнителната изведба, на телефонот му недостасуваат некои основни функции на модерните смартфони. Рецензентите го опишуваат како обична реплика со политичка етикета, наменета за идеолошка мобилизација, а не за квалитетно корисничко искуство. Русија неодамна објави дека активно вложува во развој на роботизирани системи за одржување на вселенски станици, користејќи сопствени, патентирани технологии, според изјавата на првиот вице-премиер Денис Мантуров. Станува збор за високоавтоматизирани решенија наменети за работа во орбитални услови без човечка интервенција. Проектот вклучува развој на роботи што ќе вршат инспекции, поправки и следење на техничката состојба на објекти во Вселената. Целта е зголемена безбедност, намалување на ризикот и поефикасно управување со орбиталната инфраструктура. Властите не откриваат детали за карактеристиките или роковите, но најавуваат технолошка предност на светско ниво. Иницијативата е дел од поширока руска стратегија за модернизација на вселенската програма, а се спроведува во соработка со научни институции и индустријски центри. Роботските системи ќе действуваат самостојно и ќе заменат бројни човечки операции во високоризични услови. Останува отворено прашањето дали Русија ќе ги вклучи и во меѓународни мисии или ќе ги користи исклучиво за национални цели. Проектот е уште еден доказ за амбициите на Москва во надпреварот за доминација во орбитата.